Ќе бидам искрена дека долго време размислував на кој начин да ја најавам нашата следна гостинка во програма, а тоа да не биде стандардно, бидејќи таа не заслужува клише. Впрочем, се одлучив на следното. Таа е чувар, долгогодишен чувар на македонскиот литературен јазик во секоја смисла на зборот. Чиниш го ставила македонскиот јазик како скапоцен камен во едно ковчеже и го носи секаде со себе, секаде каде што патува. И не само што го носи, туку и го отвора и го покажува на сите. Задоволство ми е што во продолжение ќе зборуваме со Лилијана Стоилковска-Андовска, непосредно пред промоцијата на незиното најново дело, романот Туѓа на своето. Господја Лилијана, ви благодарам што ви имаме во Добро утро секој утро. Добро утро и благодарам и на поканата и на учеството во вашата емисија и секако поздрав до вашите гледачи и слушатели на ваквите прилози што навистина значат драгоцен камен. Ако одиме по аналогија со Своја на своето, Туѓа на своето го насловувате вашиот роман, тоа е тежок наслов. Тежок наслов и символичен наслов. За оние луѓе кои живееле надвор од границите на својата татковина, секако се чувствуваат на некој начин туги и на другите места каде што живеат и каде што действуваат. Сега, кога ќе се вратат назад во својата земја, и тука се среќаваат со истиот проблем. И тука стануваат на некој начин тугинци. А она што е забележано во таа книга, во тој роман, практично јас го понудив на сите оние читатели и практично се оттуѓувам од она што е мое. И токму затоа символичниот наслов говори повеќе од она што навистина значи, од ова што сега ви го приложив како одговор на прашањето. Каде се создаваше оваа книга? Дали ја пишувавте можеби во Шведска? Да. Каде, што кријат овие страници? Овие страници кријат доста автобиографски белешки, би рекла, меѓутоа кријат и нешто друго. Како се снаоѓаат и кои се нашите надвор? Имено, нашите надвор често се случува да бидат енглези, французи, шведи или американци. Најмалку македонци. И ретко кој од нив останува македонец, мислејќи дека со тоа постигнал многу. Тука ми е и белешката моја и забелешката по однос на нашинците кога се надвор од земјава. Го гледа светлото на денот овој роман. Какви се вашите очекувања? Го промовирате овде во Македонија. Каква е замислата и иднината на оваа книга? Па сметам дека треба да биде иднината светла и секој што пишува очекува светлина на своето дело и тоа е награда за секој автор, би рекла, и на прозно и на стихувано дело. Споменувате дека зборувате за нашинците надвор од нашите граници, тоа значи дека можеби има и некакви приказни лични? Има и приказни лични и доживувања лични, што секој од нас можеби го доживеал или едноставно ќе го доживее ако е надвор од земјава. На еден автентичен начин се одлучивте да ја правите оваа промоција, која што за среќа на публиката, на посетителите, ќе добие оживување на вашата книга, поезија, животот е фантастичен, но која што добива превод. Таа е есеистичко стихувана книга, во која говорам и за великаните наши македонски, Блаже Конески, Анте Поповски и така натаму, и оттаму тргнувам понатаму со стихови, во која книга има набележено и стихови испеани на шведски јазик, а денеска ќе ги чуеме на таа промоција во препев на рускиот јазик и секако во препев на македонскиот јазик.
имате многу автентично, многу интересно македонска носија која што го представува нашата традиција. Вие сте, впрочем, еден двигател и на македонскиот литературен јазик, но и на македонската култура, амбасадор на она што значи убаво од Македонија. Како ќе изгледа оваа промоција? Како е замислено? Видовме навистина интересни облеки и кои што не пречека на вратата, учесниците, така? Како е замислена да изгледа промоцијата? Нашата промоција или мојата промоција денешна ја замислувам да биде поразновидна и по-различна од оние стандардни промоции, низ која ќе провејува песната, низ која ќе провејува и гардеробата. Имено стилизирана е оваа носија македонска, а тоа значи дека имаме и автентични носии и тие исто така ќе се појават во овој дел на програмата и така да имаме една разноликост и шареноликост, меѓутоа и едно богатство што го нуди воопшто Македонија и македонскиот народ. Ќе си дозволам на самиот крај да ве прашам, бидејќи сте долгогодишен чувар на македонскиот литературен јазик. Гледајќи го од сега, денес, дали сметате дека македонците доволно го чуваат и негуваат македонскиот јазик? За жал можам да кажам во последно време многу малку се чува и затоа направив еден мал прилог. Чувај го зборот добро. Она, јас би рекла, аксиома на Блаже Коневски, оти ако го пуштиш низ трништа, не знаеш која луда глава ќе го јава. Ова за мене значи многу. Зборот извиши го во височини небесни, зборот македонски, испеј го, раскажи го во болка и радост. Зборот отвара рајски порти, затвора тешки врати. Зборот стихувај го и создај стих, римувај го за поубав ден, осветли го во црните темници, зборот гледај го во сите форми и избогати го човештвото. Зборот созидај го во градбата на животот, а тој ќе те чува од злите и лоши анатеми. А за секоја тема од животот, пушти го зборот да талка по ливадите цветни. Зборот е огледало на душата и душепис на срцето. Зборот е за утеха, да го раздроби чемерот. Зборот е за радоста, да ја убие тагата и да ја раскаже сагата. Ќе побарав да прочитате нешто, како да ми ги прочитавте мислите. Вашиот моќен, препознатлив радиски глас недостасува во македонскиот етер. Ме радува тоа што нашиот медиум дозволи да го чуеме одново повторно во етерот. Благодарам. Јас ви благодарам исто така и навистина сум така воодушевена, а од друга страна дури и со трема, затоа што говорам за нешто што навистина треба да се чува како зеница во очите, а тоа е зборот, јазикот, идентитетот, кој за жал во последно време помалку внимание се обрнува и повеќе се води сметка да се стигне со некој прилог на брзина, а не да се каже убаво на некој разбирлив, чист македонски литературен јазик. Или на најубавиот јазик. Ви благодарам многу, госпоѓа Лилјана. Ми беше големо задоволство да седам до вас и да поразговараме со вас. Имавме можност да го слушнеме и да се подсетиме на овој убав радиски глас кој што, како што споменав, недостасува во етерот, а доколку сакате да го читате пишаниот збор на Лилјана Стоилковска-Андовска, побарајте ги нејзините книги.